Понеделник, добро вечер, ново издание на дебатната 24 анализа. Во сенка на дневната политика која во изминатиот период прилично е турбулентна, имаме нов пакет на, би рекла, поразителни демографски податоци. Ке прочитам дел. И 2025 заврши со негативен природен прираст на ниво на државата. Тоа значи дека имаме повеќе починати од родени. Бројот на родени деца на годишно ниво пресметав е намален за повеќе од 200. На една жена 1,4 деца. Уште еден поразителен податок за демографијата. За 5 години перспективно населението може да ни се сведе на 1,5 милион жители. Ова е комплексна тема, се обидов денеска да обезбедам соговорници, пред се луѓе кои ги следат трендовите, ги анализираат преку невладиниот граѓанскиот сектор, но морам да кажам дека неколку пати се обидов да стапам во контакт и лично и на еден друг начин со националниот координатор за демографија Владко Ѓорчев, но еве до овој момент не добив повратен одговор за негово присуство и гостување во оваа емисија, иако бил присутен за овие теми. Одам со најава на моите соговорници. Мило ми е што се млади луѓе кои ги следат овие состојби. Виктор Митевски, Сдружение за истражување анализи ЗМАј. Добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Благодарам што ја прифативте. Елизабета Божиновска, ХЕРА, Асоциација за здравствена едукација и истражувања. Добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Морав да прочитам, вообичаено не читам, но бидејќи се работи за бројки, треба да бидеме поегзактни. Темата на вистина е многу комплексна, која димензија да ја фатиме заслужува не една, туку повеќе емисии. Ајде некако да ја поделиме во два дела, една диагноза да поставиме и да ги видиме актуелните моментални социјални политики кои треба да водат кон промена на таа наталитетна карта на државата. За двајцата прашањето, еве уште една бројка да кажам, мислам дека од 2019 година до лани ние сме во хронична состојба на негативен природен прираст на ниво на државата. Населението ќе се намалува. Ако еве да влеземе со причините, најпред се со причините, каде да ги бараме, Виктор, причините за ова што ни се случува? Многу е важно, кога зборуваме за демографски политики, за демографија во современиот свет, да не заборавиме дека во демографијата фертилитетот, наталитетот се едни од клучните постулати на анализа, но треба да бидеме свесни дека постојат многу причинско-последични фактори, политики кои што влијаат на тие услови. Македонија, за жал, не е единствената земја која што се соочува со демографска криза, особено западноевропските земји. Ако ги гледаме само овие бројки на наталитет и на фертилитет, ќе видиме дека тоа е светски тренд. И тоа има многу влијание, многу социоекономски фактори кои што го диктираат тоа, но конкретно за нашата земја, еве би издвоил три клучни фактори. Првиот фактор е целокупната економско-социјална околина во која што се наоѓаме и пред се неизвестност. Неизвестност младите да создаваат иднина тука. Ако вие најпродуктивните ги губите, и тука поминувам на втората причина, иселувањето, ако вие ги губите најпродуктивните, автоматски за очекување е и да ви се намали бројот на родени деца. И секако, третиот елемент е генерално старењето на населението. Ние, без разлика што може би популарно кај граѓаните велиме дека нашите предци може би живееле поздраво, ама статистички ние денеска живееме во просек подолго од нашите предци. Но, и ова е многу значен демографски факт, но просечната старост на просечниот македонски граѓанин е 6 години помалку од просечната старост на европскиот граѓанин. Што значи тоа? Тоа значи дека овие сет на фактори кои што влијаат на квалитетот на живот, кај нас се многу поназад или не ги даваат посакуваните ефекти за да можеме да создаваме нови генерации кои што ќе живеат овдека во нашата земја.
Одиме едно по едно како мотивите и за иселувањето и за старењето на населението кое е детерминирано и од натрешни или фактори. Божиновска ги наброја вака грубо Виктор овие фактори. Да, целосно се согласувам со оно што го сподели Виктор и генерално кога зборуваме ние за демографските политики, демографска одржливост и развој, навистина треба да имаме предвид дека тоа е прилично комплексна тема, која што е засегната од многу фактори во самото општество и кога разговараме за демографски развој, никогаш, особено за наталитет, прашањето не е колку деца треба да имаме. Затоа што сите овие фактори влијаат на тоа кога, нели, и колку деца едно население би имало, особено што ако ги видиме проценките на оние сценарија што ги кажуваме на Државниот завод за статистика до 2070 година, таму има 3 главни чинители, како што е фертилитетот, како што е миграцијата или иселувањето и како што е морталитетот, односно смртноста. И сите тие и факторите кои што Виктор веќе ги наведе и тоа како корелираат меѓу себе и се поврзани. Она што е важно, особено кога разговараме, да речеме, за фертилитетот пред се, или тоа е онај репродуктивен потенцијал на жените да имаат број на деца во текот на нивниот животен век. Она што е важно е кога разговараме и генерално за демографски политики, ние навистина фокусот треба да го свртиме од тоа како едно население да го искористи да го оствари репродуктивниот потенцијал, односно репродуктивните планови на индивидуите и двојките. Тоа значи да не се свртува дебатата на тоа колку деца треба да има, туку да видиме одредено население колку планови има, да речеме една двојка, колку деца треба да има или сака да има, и што се општеството практично треба да направи. Тоа е еден цел сет на мерки, дали се тоа економски, дали се тоа здравствени, социјални мерки, нели животен стандард, се она во кој што живееме, за да може една двојка индивидуа сите тие пречки кои што спречуваат да го оствари тој репродуктивен потенцијал, практично да може да го направи. Затоа зборуваме секогаш дека демографските мерки и политики треба да се засновани на избор, а не на притисок. И од тука, како тука општеството, односно оние кои што се чинители, кои што носат одлуки, се свртат кон мерки кои што ќе одговорат, а тие се прилично комплексни, навистина не се црно-бели, може веќе да разговараме во овај едниот параметар што го споделивте, е врзан за фертилитетот, односно за наталитетот и природниот прираст на населението. Околу фертилитетот ќе поразговараме како посебно прашање. Ајде вака поедноставно да одиме едно по едно. Имаме ли, ги следите трендовите, единствена база, например, на иселени граѓани? И сега кога билам иселени, јас се обидов преку онаа динамика што ја следи Заводот за статистика, ама веројатно тоа се официјално заминати, тие се околу 2000, 2200, 1900 луѓе на годишно ниво, што не е некоја значајна бројка, но знаеме дека неофицијалните статистики се многу пострашни. И сега јас исто така се обидов преку возрастната структура, барем на тие што официјално се заминати, да направам некоја слика, и трендот е тој, меѓу 40 и 50%, да не речам и 60%, од заминатите, од селените, се, како да речам, младо, наталитетно, работоспособно население, точно помеѓу 15 и 40 години. Пробав да извлечам некој тренд за возрастната структура. Имаме ли, Виктор, знаеме ли некоја единствена база, па да речем официјално, толку ни се иселени, таа ни е возрастната структура, толку деца во тек на студирање заминале, па не ни се вратиле назад. Имаме ли некоја единствена база за да го следиме трендот? Така. За жал, како некој кој што работи и живее за работа со бројки, кога зборуваме за официјални статистики, за големината, обсегот на нашата диаспора, навистина сме земја која што не може да се пофали со завиден број на податоци. Првиот и најрелевантен податок, кој што може да се користи и се користи во меѓународни статистики и национални статистички истражувања, е тоа дека имаме 260.000 попишани нерезидентни граѓани на нашата земја со последниот попис. Светската банка излегува со статистика дека имаме половина милион
македонци кои што живеат надвор од границите на оваа земја. Ние велиме, ние имаме 1.800.000 жители, истовремено нашиот избирачки список е 1.800.000. Што значи тоа? Тоа значи дека ние имаме една бројка од, па да не претерам, ама половина милион граѓани кои што не знаеме каде ни се. Значи, дали се нерезиденти, дали се трајно иселени, а имаат државјанство, имаат право да го искажат своето гласачко право во нашата земја, бидејќи се на избирачкиот список. И затоа треба, како земја, час поскоро, конечно да го ставиме во функција регистарот на население, иако, ако зборуваме со властите, па и со претходната власт, ќе ви кажат дека ние имаме функционален регистар на население. Но кога ќе ги видиме внатре процесите и податоците кои што можеме да ги добиеме, регистарот на население не ни ги дава податоците за кои што сега зборуваме. Оваа статистика за која што вие зборувате е административна статистика од Министерството за внатрешни работи за иселени, доселени граѓани. Дали одразува реалноста? Тоа беше прашање. Тие 2000-1900 одселени, трајно регистрирани. Ако го видиме овој број на регистрирани 260.000 граѓани на оваа земја надвор од нашата земја, тоа значи дека ако ги следиме бројкиве ни требале 100 години за да стигнеме до оваа бројка. Мислам, небулозно е, не се логични, не се логични податоци. Сакам да речам дека и намалувањето на вкупниот број на население па не е само како резултат на линија иселување, и други фактори влијаат за да се намали вкупниот број на население. Не е само одселувањето како фактор, да, ама одселувањето и внатрешните процеси повеќе починати од родени и така натаму го урива бројот на население. Така. Една од причините за старењето на населението, односно поголем процент на старо население од младо население, секако дека е иселувањето. Затоа што ние сме сведоци дека во последниве 10 години, не е тоа од вчера, не е тоа од превчера, тоа е 10-15 години, нас не се иселува економски и фертилитетно продуктивно население, кое што создава и економски и семејства демографски во други локации од нашата земја. Добро. И тоа само по себе си прави. Бабите и дедовците остануваат, тие како просек во години, во вкупната бројка на население, нормално е дека придонесуваат повеќе за старосната структура, отколку нивните внуци и деца. Веќе Божиновска чувствуваме ние дека ни ги нема младите и тоа се чувствува во сите пори на општеството, и на економскиот и на политичкиот живот. Не е тоа само наталитетно, еве што вели Виктори, економско, работоспособно население, па интелектуално население. Ние високо котираме и според како велевме одлив на мозоци. Ние го губиме јадрото интелектуално на државата преку заминување на тие деца. До пред некоја година главно анализиравме економски мотиви. Се оди поради повисоки плати, подобар стандард, подобра живеачка. Сега веќе велиме дека едноставно младите не сакаат да дишат загаден воздух и тоа е наједноставната причина зашто некој сака да ја напушти државата. Да, важно е да се каже дека економските мотиви или се она што значи стандард на живот е важен и многу, особено во земјите од Европската Унија, доколку споредиме и пазар на труд кај нас, меѓуто и економските можности за кариерен развој, исто така за плати кои што ако ги споредиме, да речеме, во однос на животниот стандард се многу поголеми, повисоки и позначајни за населението. Меѓуто она што многу е важно кога се гледа целата слика во делот на демографските политики, особено во иселувањето. Ние навистина, доколку сакаме, затоа што тука разговараме за една цела анализа, диагноза и како ние како општество да направиме мерки кои што мора да се долгорочни. Зборуваме за 2070 година проценка, зашто луѓето нас не заменуваат ако сакаме нешто да ревитализираме. И сега ако го имаме од една страна економските услови се важни, меѓутоа ние веќе имаме податоци кои што кажуваат дека огромен број од населението се иселува заради загаден воздух, да речеме, или лоша животна средина, која што и тоа како влијае нели на квалитетот на живот, се разбира, влијае на многу други аспекти. Меѓутоа, ако ги земиме и правната сигурност, корупцијата која што постои, меритократијата, ние немаме порака која што испраќаме до младите, дека ако имаат
квалитет, ако имаат знаење, ако имаат потенцијал, вештини, ќе го добијат местото во општеството таму каде што нели е согласно нивниот потенцијал. И сите овие аспекти секако дека влијаат на квалитетот на живот, меѓутоа и за тоа како младите луѓе, па и не само младите луѓе, Виктор веќе сподели, вие спомнавте, ние имаме цели едни семејства кои што масовно се иселуваат. Замислете што значи, тие се едуцирале тука, тие практично се луѓе кои што се во период кога се во репродуктивен период кога може тука да речеме да планираат семејство, тие родителства тие се иселуваат надвор. И тоа е исто така многу важно да го имаме предвид кога разговараме и за диагноза и за тоа како ние би сакале ова да се ревитализира и да се подобри во иднина. Да, сакам да ги коментираме мерките, ама подоцна во емисијата. Уште овде, значи многу има бројки, но еве дел да прокоментираме. Јас спомнав на годишно ниво 211 помалку новородени деца имаме 25-24. Што покажуваат податоците, Виктор, за образование? Ботата во образованието станува се поалармантна. И ова е податок кој што многу често сме го зборувале во јавноста. Ако во учебната 2001-2002 сме имале, значи осмолетка, сме имале 280.000 основци во системот. Денеска, деветолетка, имаме 173.000 основци. Што зборува тоа? Во 20 години ние сме изгубиле преку 100.000 ученици во образовен процес. Тоа значи дека или нашите граѓани на друго место создавале, или на вистина ни се намалила репродуктивниот капацитет како општество. Што зборува ова за образованието? Една од причините заради која што се иселуваат новите генерации, и можам слободно да кажам мојата генерација, не е економските можности. Во Македонија веќе има економски можности. Правевме едно истражување во Пелагонија, каде што зборувавме со младите да видиме кои се нивните мотиви за останување. Не за заминување, не за заминување, за останување. Добро. 20% рекоа не постои никаков мотив, јас сакам да си отидам од овде. И не смеете на младите да им ја скратите таа можност. Затоа што денеска живееме во глобален свет каде што секој треба да има можност да има избор каде ќе ја гради својата иднина. Но сите останати кои што велат дека сакаат да останат тука, не кажуваат дека платата е веќе проблем. Ако платата и вработувањето за мојата генерација беше проблем, затоа што ние растевме со родители кои што беа стечајци, родители кои што изгубеа работни места на 40-50 години, денеска младите велат, ние брзо ќе најдеме работа. Ама каков живот ќе живееме? Во моето мало, вели, нема никаква социолошка, културна активност. Единствената ни е или казино, или обложувалница, или кафана. Како сакате вие млад човек да остане да твори во околина која што не создава можности тие да се развиваат не само економски? Митерски ве слушам вака внимателно и сега дали пробуваме да бидеме брутални со овие анализи, со овие констатации, наспроти реалноста. Например, ние ви информираме постојано базени, игралишта имаме за деца, фудбалски терени, слушаме за инвестиции во локална инфраструктура, во училишта, во градинки се градат, како да некако да ја игнорираме реалноста или не. Има нешто тука што не се вклопува во сликата. Една од причините заради која што сме доведени во ситуација да го критикуваме нашето образование и да тежнееме кон нешто што порано било квалитетно образование, е и причината која што политиката во континуитет не сака да ги тргне рацете од образованието. Ние имаме намалување на 100.000 ученици во последниве 20 години, добро, а бројот на наставници од 13.000 21-22 е изголемен. Денеска е 17, па по некои статистики ако ги гледаме и наставниците со непун фонд на часови 19.000 наставници. Знаете што зборува тоа? Тоа зборува дека ние образованието не го гледаме како аутпут кој што треба да ни даде квалитет да ја изгради новата генерација, туку ја гледаме како место за вработување. И тоа се причини кои што ги обесхрабруваат младите да создаваат тука. Јас тука само би додала, затоа што е важно каде живееме и какви услови генерално и секојдневно гледаме.
Да речеме, ние се уште имаме многу висок степен на дискриминација и многу висок степен на насилство. И дискриминацијата е пандемија во Македонија. Ние само доколку, макар и во работна средина или сигурно што значи јавен сектор, има доста анализи по однос на дискриминацијата и каде се јавува, ние ќе видиме дека ние по секоја основа луѓето се дискриминирани. Ќе почнеме од политичката дискриминација, односно дискриминацијата која што е поврзана со нели од која политичка партија некој доаѓа, па се до сите други дискриминации основи, дали се тоа врзана имаме родовата дискриминација, меѓутоа ги имаме сите оние маргинализирани заедници кои што доаѓаат од различни етникуми, да речеме, кои што може да доаѓаат од лица кои што се со различна родова ориентација, сексуална ориентација. Може да биде еден од факторите кои обесхрабрува и влијае врз овие трендови во државата? Се разбира, квалитетот ние го имаме исто така насилството кој што е со енормни димензии, ние го гледаме во училиштата, кој што е директно врзан со безбедноста на луѓето, меѓутоа во каква средина ние живееме. Да. Секое работно место може да е работно, меѓутоа образовно каде што ние престојуваме, треба да биде безбедно за сите, меѓутоа и да овозможи она што го кажавме согласно квалитетот. Секој еден професионалец не би заминал веројатно, или шансите за заминување се многу помалку, доколку сигурно што го инвестирал, има можност каде да го покаже, во која средина, во која што максималниот потенцијал ќе биде остварен, а не да биде притоа дискриминиран затоа што припаѓа само на некоја политичка партија или заради тоа што сите работни места веќе се затворени затоа што начинот како се избира кај нас работните места, за жал се уште, особено во јавниот сектор, е врзан со политичката припадност. Аз во овој дел, пред да преминеме на коментар на активните социјални политики, еве го споменавме ферталитетот. Едно од ветувањата на актуелната влада, тоа го пишуваше и во предизборната програма, изборна програма, како да ја наречам, дека ќе се направи се за да се поттикне, односно да се поддржи наталитетот, да се стимулира ферталитетот и така натаму. Една од мерките беше инвитро, ќе ја прокоментираме како изолирана мерка. Беше најавена документ, како се вели, за демографија, демографска стратегија. Стратегијата за демографија. И јас себе пробав да добијам некои податоци во моментов она што видов дека предпратениците ревидирана стратегија за рамномерен развој, но таа се однесува на друго, а содржи демографски проекции. Но оваа демографска стратегија се уште не можам да ја лоцирам. Таа требаше да биде база, нели, за градење на идни стратегии и политики, врз основа на неа да ги градиме политиките, видиме кај ни се слабите точки, што треба да направиме. Имате ли пристап до тој документ? Знаете, ве следите како граѓански активисти, како аналитичари? Имаме ли, знаеме ли пристап до до каде? самиот документ, до оваа верзија на демографската стратегија, јас лично не сум имал. Имав пристап до други верзии на таа стратегија за демографска ревитализација, која што не се прави од денес за утре, туку се прави во изминативе 3-4, може и повеќе години, која што веќе беше и комуницирана и представувана пред пратеничките групи, се со цел да биде донесена, со огромна поддршка од агенциите на Обединетите нации. Статусот на сегашната верзија на демографската стратегија не можам да кажам лично до каде, затоа што не сум го видел документот, но искрено јас ќе верувам, знаејќи ги луѓето кои што работеа и агенциите кои што го поддржуваа процесот, дека ќе бидат во согласност со демографските трендови во светот. Затоа што, знаете, многу често политичарите сакаат да се фалат со одредени мерки кои што ги дале или кои што ги спровеле, и статистиките да ги вртат на својата воденица. Еве ќе споменам една од мерките во контекст на нешто што потоа сакам да го кажам. Трето дете, четврто дете, додатокот кој што следуваше на сите мајки. Да, тоа е точно. Во еден период, во година-две, ние видовме зголемен број на 10-та година кога зборуваме, тогаш беа на да, кога и се ги видовме во образование. Ланската година имавме поголем број на запишани прводеленци, затоа што тоа беа генерациите кои што тогаш некако горе-доле ќе почнуваат да транзитираат. Знаете што е проблемот? Кога ќе навлезете длабоко во бројките, ќе видите дека
таа мерка само ја продлабочува економската и социјалната нееднаквост, затоа што не е тоа веќе социјална мерка, не е тоа веќе социјален трансфер. Туку напротив, е една од причините за демотивирање дополнително на жената да не биде, прво да има избор, активно да се вклучи на пазарот на трудот, второ и ги ограничува можностите. Не сакам да бидам сватен дека многодетно семејство значи дека жената нема право на избор, напротив, но овие активности можат да одат рамо под рамо. Сме виделе успешни примери од Западна Европа, каде што ваквите поддржувачки политики одат рамо под рамо и со активацијски мерки кои што ќе ги поддржат жените да бидат активни на пазарот на трудот. Не смееме. Не е поентата да се сведе само на користење на државни надоместоци и помошти. Не смееме, а да не напоменеме еден клучен факт. 50% од работоспособното женско население во нашава земја е неактивно, не е на пазар на труд. Знаете што значи тоа? А зборуваме дека ќе треба да увезуваме работна сила или македонската економија веќе нема работна сила. Споделивме тоа со Божиновска и сакав да прашам во овие веќе го видиме тој податок 50% од работоспособното женско население неактивно на пазар. Чуваат деца дома или комфорт зона со додатоци, со државна форма на помош, или државата не гледа потенцијал во овие 50% и не ги мотивира и не ја дава поддршката. Затоа рековме дека демографските политики генерално навистина се комплексни и треба да ги видиме главните причини зошто ги имаме оваа состојба. Она што го имаме како податок, зошто 50% од женското население ни е надвор од пазарот на трудот, а ние обвезуваме работници или се планира да се увезат. Тоа е недостаток на родово сензитивни политики и мерки и буџети кои што на долг рок, а тоа секој пат е сет на мерки, никој пат не е една мерка, само секој пат е сет на мерки. Например, што е, да кажеме едноставно? Многу се конкретни мерките. Например, што? Еве, ако го земиме податокот дека дури 72% од неплатениот труд и грижата за домот отпаѓа на жените, грижата за домот вклучува грижа за деца, таму каде што нема градинки или од X причини нема кој да ги чува тие деца, или пак грижа за постари лица, кои што може да се болни, изнемоштени, може да се исто така недостатокот од услуги, сервиси за лица кои што имаат со атипичен развој и така натаму и така натаму. Ако 70% од жените нас практично го носат товарот на овој неплатен труд, тие се оневозможени активно да се вклучат на пазарот на трудот. Дури и затоа што економските проекции и тоа како и добросостојба на државата се важни кога разговараме за стандардот на живот. Ние, ако државата, проценките кажуваат од Виенскиот институт, ако го затвориме ова јас на вработеност и сите жени со мултисекторски мерки, ниту една нема да функционира, ние како држава би добиле во бруто домашниот производ дури цели 2,5 милиарди евра. Тоа е, замислете, растот и развојот на државата кој што сме го постигнале за 8 години. Тоа е еден од аспектите кои што и тоа како треба да се земи предвид. Меѓутоа, оно што го споделивме од тука кои мерки дополнително надвор од економските кои што ќе им помогнат на активно вклучување на жените на пазарот на трудот. Инвестиција конкретна во социјални услуги. Едно е градинките, едно е сите оние сервиси кои што се потребни за населението, старечки домови, нас не старе населението, ама дури и сега кога не ни е толку остарено, ние имаме недостаток на грижа, лицата со попреченост и многу други социјални услуги кои што ние според законите, според плановите веќе требаше многу повеќе да инвестираме за да го тргнеме овој дел од грбот, затоа што кога зборуваме за демографија, уште ова сакам да споделам дека ние не зборуваме само за раѓање на деца. Ние зборуваме за максимален капацитет и потенцијал на секоја единка да инвестира во сопствената добросостојба. Значи ние да имаме лице во максимална добросостојба. Кога ќе биде лицето во добросостојба, тоа и тоа како за цело општество ќе придонесе. Меѓутоа, ако во градинките имаме податок дека ни се опфатени, од прилика 45% само од децата во предучилишно образование ние зборуваме за 3 до 6 години, а според Совет на Европа треба да се 96%. Ние имаме 45% од децата кои што сега се во Македонија, живеат во Македонија, кои што не го постигнуваат
максималниот потенцијал во предучилисна возраст, затоа што тука инвестираме како во психолошки, интелектуален, социјален, емотивен развој, за да нели кога ќе дојде стартната позиција и тука им биде еднаква со децата кои што се во градинка и тука пак имаме маргинализирано население, средини каде што нема градинки и така натаму и така натаму. И тоа се тие мерки. Многу фактори, многу мерки ограничуваат или овозможуваат и влијаат врз наталитетот. Мора една кратка пауза за реклами, продолжуваме со вториот дел од емисијата, останете со нас. Да, продолжуваме со вториот дел од емисијата. Ајде малку од активните социјални политики. Една од нарациите на оваа влада беше дека малку и населението и ние граѓаните треба да бидеме свесни за овој екзодус што ни се случува и дека треба да дадеме се од себе, нашите млади луѓе да дадат се од себе, да создаваат семејства, да остануваат овде со семејствата, малку да се свртиме кон традиционалните вредности. Тоа беше апелот од оваа влада, тоа беа пораките до граѓаните. Беа најавени активни демографски политики, вклучувајќи оваа стратегија која еве 2 години од владата помина, се уште не сме ја виделе, само да спомнам, освен национален координатор, ние и ресорот социјала доби нова ингеренција демографија, за да се покаже дека се дава тежина на самиот проблем. Досегашните политики направија ли некоја промена од тоа што беше ветувано, најавувано? Дали видовме промени еве во бројките што ги следите? Така, значи... Или прерано е да говориме за ефекти од политиките? Така, ако е прерано, тогаш ќе ве прашам кои политики ги препознавате како нови? Така, значи две области во кои што Змај работи се образование и демографија. И тоа се, ако ги гледате вака, едни од најнеблагодарните, затоа што, за да видите ефект во тие политики, вам би се потребни генерации да поминат за да кажете, еве, оваа мерка даде конкретен резултат. Затоа, не смееме демографијата да ја користиме за дневна политика и да мафтаме со памфлети и да кажуваме некакви политички пораки, затоа што тоа ќе оди на штета и на едните и на другите, и на левите, и на десните, и на центар, и на било која друга политичка опција. Од друга страна, нити една политичка партија не сме демографското ревитализирање на нашата нација да ја гледа како своја, дали ќе биде прогресивна, дали ќе биде традиционална. Таа е македонска, наша, граѓанска. Треба да припаѓа на секој еден граѓанин во оваа земја. Неколку пати сум го кажал ова. Мислам дека една од работите која што забораваме да ја направиме како систем, долгорочно, е да го искористиме потенцијалот кој што ни го носи диаспората. Добро. Диаспората не е секогаш негативна. Диаспората служела и ден денес служи на голем број на мали отворени економии за дополнителен развој. Многу често се зборува во неформални кругови дека голем број на пољаци, голем број на романци 10-15 години после членството во Европската Унија, тие се одлучуваат да се вратат во нивните земји, заедно со целото семејство. Зошто? Затоа што во таа земја се создале економски можности. Дел од политиките кои што треба да бидат во функција на ова е и економско заздравување и зајакнување на оваа земја. Што ќе ги мотивира нашите да се вратат? Па ние не само тоа, тие треба да бидат маса, рече премиерот дека почнале наши луѓе да се враќаат во земја. Значи, тоа е добар пиар, добар начин како во јавноста да се смени дискурсот. И мислам дека во континуитет оваа влада покажа дека знае како да ги комуницира политичките пораки кои што ги дава кон јавноста. Тоа што сака да го пренесува на соодветен. Сега говориме ние дали имаме суштинска промена во трендовите. Сега може да зборуваме дека чашата е и полуполна и полупразна. Како ќе анализираме? Трендовите ќе ги видиме кога ќе ги видиме бројките и податоците. Податоците дека се вратиле многу семејства, а при тоа гледаме дека имаме најголем пат на запишани од основци од изминативе 10-15 години, го кажуваат спротивното. Ние во просек во последниве
9 години губевме околу 2,1% секоја година од основците. Од тие 70% беа при иселување, односно никогаш не можевме да ги видиме од раѓање до запишување, останатите беа во текот на учењето. На образованието, Да. Оваа година тој пат е 3,6%. Ова е процентуално најголем пат до сега. Најголем пат во изминативе 9 години. Колку што Змај ги следи трендовите и бројките на ученици на национално ниво во основно образование, од прво до 9 оделение. Добро. Еве, се задржуваме сега околу мерките, еве и вас да ве прашам некоја мерка, некој сет на мерки, што може да го дефинирате или препознаете, а кој може да влие, кој е активен, зборувам, да влие позитивно врз наталитетот. Ние имаме и форми, нели, на овие државни надоместоци, ќе ги прокоментираме и нив, нели, но како суштинска некоја политика, можеме ли да препознаеме? Ако прашаме едноставно, што прави државата да се го задржи наталитетното и работоспособно население? Ние прво мора да ја видиме и самата стратегија. Битно е да се видат мерките и нели на долг рок што тие предвидуваат. И она што е важно е дека се согласувам дека демографските политики и планови треба да се долгорочни. Тоа значи било која влада мора да има државнички однос кон демографијата генерално, како што кажа Виктор, да не се користи за дневна политика, меѓутоа од друга страна ние да имаме јасни цели по овие столбови кои што веќе ги дискутиравме, како би се ревитализирале, како би се подобриле состојбите на подолг рок и тоа да може да се следи. И тоа треба од секоја влада да биде и за да се следи треба да ги видиме мерките и многу поважно, инвестициите во буџети, конкретни буџети. Во спротивност ние навистина нема да можеме ниту да мериме, меѓутоа исто така да знаеме каде се движиме со капиталните инвестиции, со социјалните услуги, да речеме. Дали при ребалансот се намалува, како што е сега, дали се зголемуваат нели социјалните услуги. Ова треба буквално за секое поле во кое што разговаравме. Тука е секако здравствениот сектор, многу често се заборава, меѓутоа е важен здравствените услуги кои што граѓаните имаат пристап до, а се поврзани како со фертилитетот, така и со морталитетот генерално. Така што многу ни е важно да имаме достапни мерки кои што ќе може да се евалуираат. Ние знаеме дека не може за 5 години, за 10 години веднаш да имаме ефект, меѓутоа она што го разговаравме за сите овие параметри, кога ние би се стабилизирале како општество, кога најглавните пречки за кои што луѓето заминуваат би се решиле, ние и очекувано е дека одреден дел на население ќе сака она што го стекнале како образование да го вратат назад, она што кажавме квалитет на живот, дали е тоа култура, дали е тоа во општество во кое што секој се чувствува добре дојден, има добро состојба, не е дискриминиран, меѓутоа има можности за развој. И токму затоа во моментов не можеме конкретно да разговараме за одредена мерка, меѓутоа јас би апелирала сепак целите да не изостанат, ја чекаме демографската стратегија да ја видиме, како граѓански организации кои што работат во областа на родовата еднаквост, нас ни е особено важно. Сите политики кои што се внатре, прво да се родово сензитивни и да обезбедуваат баланс во професионалниот и секако приватниот живот на жените, затоа што навистина веќе голем број на мерки се докажани. Треба да се базирани на избор и на почитување на човековите права и никако да не го впируваат прстот во индивидуата, туку станува збор за еден општествен комплексен проблем кој што го имаат. И еве еден индикатор јас би спомнала, ако зборуваме за 45% од децата од 3 до 6 годишна возраст кои што не се покриени со градинка. Ние треба да имаме конкретни, екзактни индикатори. До кога планираме овој остаток од 45 кои што се уште се во земјата, не зборуваме за оние кои што нели допрва можеби да ќе се раѓаат, како да го покриеме? И тука има многу флексибилни модели, може да се јавни градинки. Ние се уште имаме урбани општини кои што немаат ниту една градинка, меѓутоа има и други флексибилни модели, градинки во рамки на приватни ентитети, меѓутоа и други модели кои што ќе ни гарантира дека овие деца ние ќе ги згрижиме.
Дополнително истото се однесува за другите социјални услуги. Таков тип на индикатори кои што се мерливи и бараат конкретни инвестиции капитални, меѓутоа ние тоа може да го измериме. Истото се однесува во делот на образованието, истото се однесува во сите сектори за кои што ние разговараме. Тоа е животната средина. До кога ние планираме да инвестираме и каде е тој буџет. И тука со оценка, евалуација, меѓутоа многу важно во државничкиот однос мислиме на тоа да се види што функционира и се што е добро да се задржи, да се продолжи со инвестиција, ако нешто има потреба да се ревидира, унапреди, да се направи тоа, меѓутоа не да почнеме сите од прва и пак ќе потврдам и јас и ќе се согласам дека тоа треба да го гледаме не популистички, туку да се насочиме на вистина кон комплексноста на проблемот и како да стигнеме, еве за можеби 30 години, затоа што се долгорочни, како ние да имаме поместување во овие параметри на подобро. Ке речам, некако разговараме како некоја паралелна реалност, владата били трета земја според стапка на раст на економијата, што математички е точно, 3,5% не рангира во првите 5 европски, супер умерена, контролирана инфлација. Друга страна гледаме... Не би рекол од економски аспект. Добро, сега ние велиме математички во однос на регионот, во однос на европскиот просек сме дупло со повисока инфлација. Значи, пак ќе речам полуполна или полупразна чаша. Дека состојбите се подобруваат, мега инфраструктурни проекти, инвестиции, сето тоа во тој контекст дека треба да донесе додадена вредност на квалитетот на животот. Секако, и тоа е еден од клучните, не го споменавме, иако кога зборуваме за демографија, некој може воопшто нема да помисли на инфраструктура. Знаете, бевме на некое службено патување, некоја обука во источниот дел и возиме по автопатот до Штип, и велиме, зошто ни треба 25 години да сватиме дека ние треба истокот да го врземе со автопат. Ние денеска имаме млади кои што живеат во Свети Николе и секојдневно патуваат до Скопје, затоа што им е побрзо да стигнат до Скопје, отколку да изнајмуваат стан, да живеат во Скопје и да заглават во скопската гужва. Значи, поврзаноста, тоа што го зборуваме за еднаква шанса, еднаква можност за да просперирате во општеството. Ако вам ви е дадено, вие сте да речеме машински инженер и вашата тесна струка ја има само на одредено место, не сакате да се одите од местото од каде што доаѓате, имате можност да стигнете до вашето работно место на безбеден и ефикасен начин. Јавен градски превоз. Колку и ова да звучи дека нема врска со демографија. Многу има врска со демографија. Знаете што? Достоинствен патник да си во некој германски автобус или јавен превоз и овде кај нас, мислам како нема врска, има голема врска. И голема суштина има. Вчера се вратив од Минхен. Во Минхен, кога одите на работа сабајли, кога се враќате попладне, во јавен превоз се сретнувате и со чистач и со генерален менаџер. Затоа што сите користат јавен градски превоз. Затоа што тоа е најефикасниот начин да стигнете од вашиот дом до вашето работно место. И нема никаква нити срамота, нити па тренд кој што е негативен за да користите јавен транспорт. Не, само е срамота со собствено возило, сам во возилото да се оди на работа. Така е. Тоа што исто така треба да не загрижува, ја напоменавте планот, стратегијата за рамноменен регионален развој, демографијата многу ни влијае и на рамномерниот развој. Зошто? Затоа што, да се вратиме повторно на основата за која што зборувавме, нам не ни се случува само иселување од државата. И внатрешна миграција. Нас ни се случува внатрешна миграција и тоа те како од рурални кон урбани средини и региони кои што се помалку развиени. Да, зграда со 200 станови. Ние направивме нова стратегија, така, нов акциски план. Кажавте, имаме посебен сектор за демографија во новото министерство. Таму имаме акциски план, таму имаме стратешки план, оперативен план преку кој што се работи на развивање и тоа е за поздравување да се види дека институционално го јакнеме овој сегмент. Но тоа што не смееме да го заборавиме е ова што и Бети го кажа, значи ако ги видиме сите тие оперативни планови, најголемиот извор на финансирање ни се странски донатори. Не може странскиот донатор да се грижи повеќе за демографското или за
развојот на нашава Или земја. за кои мерки, ако странските? Јас прочитав дека во сегашниот ребалансиран буџет има одредени преку донации се планира изградба, доградба, реконструкции на центри за деца, градинки и така натаму. Сме го зборувале. Центрите за деца, градинките се со кредити, тие се обезбедени од меѓународни финансиски институции. конкретно, Благодарение на тој проект ние имаме ширење на мрежата на градинки, ама знаете што ни се случува во моментов? Ние имаме градинки каде што не е потполн капацитетот, имаме слободни 100 места, не затоа што нема кој да дојде во градинката, има листа на чекање, нема кој да се вработи во градинката, Да. или нема средства за да се вработат негователи и воспитувачи за да може да се запишат тие Тоа се тие деца. политички фактори кои ги менуваат сите состојби. Е, па да, и влијаат на состојбите. А од за друга жал. страна ја критикуваме оптимизацијата на основното образование, кој што е процес кој што е мултиполитички. Почнат од една влада, Континуитет. спроведуван од други две влади. Континуитет. Конечно имаме една, да, политички можеби не се согласуваат, имале измени, едната влада мислела вака, другата мислела така, ама оптимизацијата сите велиме дека треба да се случи. Добро, сакам да ја прокоментирам еве во овој контекст таа изолирана мерка што ја како изолирана да ја прокоментираме, инвитрото беше најавувана во предизборија. Прочекав малку податоци последни за 2024 апликации годишно околу 1500 парови жени за инвитро од 3 на 6 месеци, мислам, од 3 пати на 6 обиди се дозволува, се скратуваат административните процедури. Еве како бројка може тоа да промени сликата, зборуваме за скапа метода, буџетирање, скапо е тоа, може би милион, повеќе од 1 милион евра годишно за таа метода се планираат државни пари, секако дека секој има право до помош, до здравствена услуга, но како мерка дали е доволна, дали може нешто да смени, во тој контекст ја анализираме. Инвестициите во зачувувањето на фертилитетот се важни, затоа што фертилитетот, како што кажав, и е репродуктивно право, покрај тоа што го врзуваме како некој чинител во демографскиот развој. Но она што го потенцирате, многу важно, е дека ние кога разговараме генерално за фертилитет, дискусијата и дебатите во јавноста не се за биомедицинското потпомогнато оплодување и за тоа колку финансири или колку обиди на инвитро постапки ќе финансира владата, и тоа е она што како мерка беше најавена, се спроведува од 3 до 6 фертилизации инвитро постапки, тоест обезбедува државата. Меѓутоа, ние дебатата генерално кога зборуваме за зачувувањето на инфертилитетот треба на вистина да ја поместиме од лечење на она што значи последица или луѓе кои што не можат да имаат деца, до тоа како може како држава да го целосно да се вратиме на превенцијата, како да спречиме да настани инфертилитет. И тука дебатите апсолутно не започнуваат кога една двојка индивидуа ќе реши да има деца или кога нели во родилиштата. Оваа дебата, сега зборувам на ниво на земја, имаме обврска да ја започнеме со конкретни образовни и здравствени услуги и мерки, тогаш кога луѓето се во репродуктивен период, жените се од 15 до 49 години. Кои се факторите, да видиме, за инфертилитетот, кој што не е ни толку мал. Според Светската здравствена организација и други релевантни меѓународни асоциации, околу 17,5% од населението ќе биде во текот на нивниот живот соочен со инфертилитет. И она што многу малку се дискутира, дека 1/3 од причините се врзани само за жените, девојките, 1/3 се врзани за момчињата, мажите и нели 1/3 се комбинирани, дел се непознат. Што тоа ни кажува? Дека ние треба да се насочиме кон образовни мерки, пред се тука е се што значи програма, како што е сеопфатното сексуално образование, што ќе го унапреди сексуалното и репродуктивно здравје. Информираноста што значи плодноста. Информираноста што значи возраста кога станува збор за плодноста. Меѓутоа најважно што значи рана диагноза, односно превенција и ран третман. Затоа што тука има еден аспект кој што е исто така многу важен, а тоа е врзано за возраста и фертилитетот.
Како што се зголемува возраста, особено после 35 години, драстично опаѓа фертилитетот. Да. Тоа не значи дека по секоја цена паровите, двојките треба да имаат деца. Да. Но тука има два фактори. Едно е врзано за тоа доколку од X причини двојките одлучуваат да лични причини да го одложат раѓањето, тогаш има медицината базирана на докази денес нуди многу можности кои што ќе значи зачувување на фертилитетот. Но поважниот аргумент, ако таа се одложува заради социјоекономски причини, од кои што дали е домување, пристап до вработување, социјална, финансиска несигурност, и заради тоа го одложуваат. Тука се тие мерки кои што практично треба проблемот. И затоа секој пат превенцијата секогаш не чини многу помалку од третманот. А тоа го говориме постојано за други форми има на многу екзактни податоци, болести и третмани кои што кажуваат секако инвитро постапките, биомедицинското потпомогнато плодување е важно, неопходно и за оние парови двојки кои што сега се соочуваат со тоа, државата навистина треба да понуди се што може. Меѓутоа на долг рок, ако се вратиме назад, инвестираме, ние за можеби 10-20 години може целосно корените за инфертилитетот да ги тргнеме, а тука морам ова да го напоменам, треба да се инвестира во здравствени програми. Ние оваа година со МАГО го правиме првиот национален водич за зачувување на фертилитетот. Тоа значи дека треба заедно со државата работиме, меѓутоа ова како систем, како упатство мора да се симне долу. Ние мора да имаме услуги, мора да имаме обучен здравствен кадар на примерно ниво, на секундарно ниво, за ова што го зборуваме, да стигне до момчињата и жените, ама тоа бара инвестиции. Тоа бара инвестиции во знаење, меѓутоа и во услуги. Значи не е абстрактна мерка која што сама по себе би се случила. Мора да привршуваме, јас сакам да завршуваме со повторно еден податок, проекција на Државен завод за статистика. Почнавме со бројка, да завршиме со крупната слика. Населението во Македонија перспективно ќе се намалува. 2032 мислам така дека беше, таму го направи пресекот, за прв пат ќе падне под 1,6 милиони жители, околу 1.570.560 жители. Во разработка се 3 сценарија за перспективата на нас овде што сме решиле да останеме во оваа држава. Сите 3 сценарија се поврзани со перспективата со Европската Унија. Ако влеземе веднаш, како ќе биде тој тренд, поамортизиран, нема да се почувствува ако влеземе во некое скоро време, како и ако влеземе во некое идно време неодредено, тогаш ни следува овој демографски колапс, да го наречам во наводници. Имаме примери каде што земји членки по пристапување кон Европската Унија имаат проблем со демографијата, уште поголем, затоа што полесно може граѓаните да се иселуваат таму. Но, јас мислам дека само една бројка, која што е многу актуелна, а воопшто во нашата јавност не се коментираше, е во моментов преговарачката рамка во која што влегува Црна Гора и новиот финансиски план за следните 7 години во буџетот на Европската Унија и колку пари Црна Гора ќе добие благодарение на забрзаното членство. И јас се обидов да направам економски модел кој што ќе го представи тоа во македонски услови. Нас само со таква рамка би ни се зголемил приходот буџетски за 20 до 25% на годишно ниво. Знаете што значи буџетска поддршка, бесплатни пари кои што би влегле во државата, која што ќе може да инвестира во соодветни и инфраструктура, и политики, и се што е потребно за да се развиеме. Гледаме, и тоа е докажано и математички и економски. Најголем број на земјите членки од Европската Унија имаат најголема конверзија, односно доближување кон просекот на Европската Унија по влегувањето во Европската Унија. Колку Македонија подолго стои надвор и во чекалната, толку повеќе си ја испуштаме можноста да добиеме средства кои што некој ќе ни ги даде за да се развиеме. Затоа што, видете го бруто домашниот производ на Албанија во последниве неколку години. Македонија и Албанија се тука негде со бруто домашен производ во номинален износ, иако Албанија е поголема од Македонија, и територијално и како население. После 2021 година,
албанскиот номинален бруто домашен производ скоро е двојно поголем од македонскиот. Важна е и структурата внатре што Невала. генерира јавна или потрошувачка, Невала, приватна или бруто инвестиција учество. Ама знаете што значи тоа? Ние кога во една прилика кога бевме граѓанските организации да се сретнеме со владиниот кабинет, јас бев тогаш од тогашниот премиер искритикуван дека се споредувам со скандинавските земји. Значи, мојот аргумент на тоа е дека мојата генерација не се сели во Бугарија и во Србија. Мојата генерација се сели во Норвешка и во Шведска и во Германија. Со пасоши од Бугарија. Добро, тоа е неубавата вистина, иако морам да признам дека во последниве години, имајќи предвид дека ни се сели високо квалитетен кадар, никој не им бара бугарски пасош, затоа што секоја компанија која што сака, така е. Пристапот веќе до пазарот. Тој кој што сега не сакам да звучам повторно скандалозно, ама тој што посегнува по економски причини за да извади пасош од друга држава за да полесно добие работа, мислам дека нити таму каде што ќе отиде, нити тука добро ќе се снајде, затоа што само бара причина за не ги осудувам, имам посебно прашање како влијание сега со новите политики од Бугарија, ќе го прокоментираме на крај. Перспективно, повторно ќе речам, ќе се намалува населението, веројатно ќе биде прашање со која динамика да не се тие толку страшни бројки, за да можеме внатре барем нешто од овие политики за кои и граѓанскиот сектор и сите ние нели апелираме и притискаме да ги има, што побезболно тоа да биде со помал број на загуба на население, но повторно е ова што го вели Виктор, поврзано со Европска унија, не се само можеби парите, овие финанси 25%, иако нели се е во парите на крајот, се ќе се сведува на тие пари, ако имаме пари, ќе има инвестиции, програми и така натаму. Перспективите на државата преку населението. Значи, дискусијата за нашата интеграција во Европската унија не може да ја абсолвираме од демографскиот пат или раст, развој некој. И тоа треба исто така и нашите власти да го дискутираат, оние кои што се одговорни за демографските политики, за тоа како тоа ќе ни се одрази. Затоа што зборуваме овде за економски раст и инвестиции, кој што е клучен во стандардот. И нас навистина, мислам дека и како население ни треба надеж на многу млади луѓе кои што се уште не се решени. Ќе се договориме дека секогаш ќе има одреден процент кој што ќе сака да ја замени, да ја напушти државата и тоа е окей. Меѓутоа не зборуваме за цели едни семејства кои што сега уште ја немаат донесено одлуката. Меѓутоа инвестиции од 25% и се што значи предпристапни фондови, се што значи инвестиции во социјални услуги, тоа се буквално секој граѓанин, особено на локално ниво, тоа може да го веднаш да го види. Тоа може да биде образовни политики, викаме инфраструктура, да не зборуваме за сите оние стандарди кои што нас како луѓе ни се клучни, она што значи искоренување на корупцијата, она што значи некаква правна сигурност, некакви стандарди за тоа како ќе се развиваме, а тоа неминовно со патот во Европската унија ние ќе бидеме во наводници приморани, дури и да не сакаме, особено оние кои што носат одлуки, на вистина да се насочат кон пристапи кои што се базирани на човекови права, на почитување на правилата, и тоа не ни треба многу за да ние ја видиме добро состојбата која што може да произлезе од тоа. И затоа е важно секој пат кога ќе се отвораат овие дебати да разговараме за тоа. Инаку мерките веќе ги дискутиравме кое што се треба да се направи. Повторно како организација која што работи во областа на социјалната заштита, образованието, здравството, каде што можеби на долг рок најмногу треба да се чека да се видат ефектите, тие се полиња кои што уште утре итно треба да се инвестира и да се подобрат состојбите. Јас себе во здравството ние се уште имаме податоци кои што кажуваат дека населението во Македонија, особено ранливите жените, умираат од превентабилни болести, кои што ако си ставате тука, воопшто не ни детектираат на време да се тие веќе се лекуваат. И затоа во секој сектор, социјала, образование, меѓутоа да не заборавиме култура, да не заборавиме добросостојба, да не заборавиме средина која што е ненасилна, која што навистина значи толеранција, значи помалку нервоза заради достапен јавен превоз и така натаму, чист воздух и нешто кое што значи зборуваме за елемент на животот. За жал ние зборуваме за некои комплексни работи, за елементарни, да имаме квалитетен основен јавен превоз што ќе не однесе до работа, да имаме чист воздух во зима и преку лето и така натаму.
имам чувство ова со децени овие дебати ги водиме и колку повеќе ги водиме, колку повеќе сакаме нешто да промениме, толку сме се подалеку од решението. Бројките некако не демантираат, трендовите не демантираат, а сакаме нешто да се промени. Внатре еве пробуваме да најдеме решенија, да веруваме на власта, без разлика која не зборам како идеологија, на која и да е власт, дека прави се за да си го задржи здравото, работоспособното, ќе кажам, наталитетното население, но надвор некако ни се стега обрачат. Црна Гора, Албанија ја споменавме. Кај нас расте довербата во Европската унија, последното истражување од кај Трошановски беше изненадувачко, над 70%, тој евроскептицизам веќе го нема, напротив имаме зголемена поддршка, веројатно и поради војната со Украина и така натаму геополитичките состојби, но обрачот надворешно политички ни се стега. Например, Софија, ако си го оствари она што го вели сите што имаат двојно државјанство, ќе ги ставиме пред свршен чин, еден пасош само од Бугарија или другиот ќе си се откажете. Си ги знаеме бројките како ни се со бугарски пасоши, па 20% од нив да одлучат да го задржат бугарското државјанство, ние ќе имаме нови статистики за тој екзодус. Јас не би се мешал во личната одлука на граѓаните, тоа е сепак нивно право, ако си искажале. Статистички како ќе се одрази врз сликата. Ако си искажале како едно или друго за да имаат економски или пак личен бенефит, мислам дека тоа е лично право и токму за таква слобода изборуваме. Ако може функционерите можат и граѓаните се разберат. На крајот на денот најголемиот дел на македонски државјани кои што посегнале кон друго државјанство не било за да останат во Македонија, да сакаат да останат, ќе ги видевме сите тие граѓани на попис попишани. Најголемиот број на граѓани е за иселенички цели. Тие веќе не се резиденти во оваа земја. Така што тоа што треба да се фокусираме е како да создадеме соодветни услови за резидентите, оние кои што останаа, да го искористиме капацитетот, знаењето, можностите на диаспората за да донесеме нови можности, инвестиции и развој во нашата земја и да дадеме надеж на новиве генерации дека и одовде се може да се успее. Сега дали се надзира надежта и вака да затвориме со последното прашање? Ја препознаваме ли некаде? Јас немало да бидам денеска тука ако не сме ја препознал надежта пред 10 години кога се решив да се вратам и овде да создавам, а не да создавам преку океанот. Ја нема она мерка купи куќа, купи стан. Повеќе или се уште активна? Многу малце зборувавме за домување, за домување, за младенска гаранција. Млад човек... Интересна мерка беше, барем за тој одреден круг на млади кои сакаат да посегнат по сопствен дом, како искоментирам, барем ќе ги врзаме со кредит, млад да човек да го плаќа. Многу потешко ќе се исели, ако има обезбедено домување и во 6 месеци од неговото дипломирање или завршување на образование влезе на пазарот на трудот. Да. Само да ве прашам, бивте консултирани околу ова стратегија за демографија, нова нешто? Не. Сте во тек, сте консултирани, очекувате да бидете, ако не е напишана се уште, зборувам новата верзија? Стратегијата беше најавена како таква, дека е веројатно во некоја финална верзија. Имаше дури регионална конференција која што се однесува на демографија, во која што исто така граѓанскиот сектор не беше за жал вклучен. И она што нас ни е важно исто така, кога разговараме за демографија, навистина, па и за било кои други здравствени или социјални политики, е дека граѓанскиот сектор е тука со својата експертиза, знаење, навистина да помогне, затоа што се наоѓаме на терен, имаме доста анализи и може да придонесеме секој пат да се донесат мерки кои што нема да бидат популистички. Ние се надеваме на вистина кога ќе ги видиме дека мерките пак нема да ја уназадат родовата еднаквост, затоа што дури тогаш ќе се вратиме назад и сега зборуваме како од оваа точка да се подобриме, ако имаме популистички мерки кои што ќе бидат на штета на родовата еднаквост, кои што можеби ќе ја вратат жената уште повеќе во домот и ќе ја оневозможат да се врати на пазарот на трудот, ние навистина нема да бидеме во добра насока. Јас искрено верувам и се надевам ќе видиме наскоро
самата стратегија дека мерките се веќе базирани на докази и на добри пракси од другите земји. Секако кога ќе ја видиме, сме на располагање за сите државни институции во различни сектори како заедно, затоа што она што го сподели Виктор, доколку јас не верував, сигурно немаше ни да бидам тука, но сите оние кои што од X причини сме решиле да бидеме тука, имаме надеж и мислиме дека сите заедно, без разлика од кој сектор, доаѓаме, може да работиме на унапредување на системите, затоа што исто така ми дава надеж она што се случува со регионот и земјите кои што се сега малку чекор понапред или повеќе чекор понапред од нас, дека да, со евроинтеграцијските процеси ние може да направиме поместување сериозно кој што ако го видиме, сите оние кои што сакаат да се иселат или не сакаат, секако ќе ни биде добре дојдено, дека може секако и подобро и со бројките кои што ги имаме. Меѓутоа, единствено, мојот апел е да не се чека премногу, затоа сценаријата тоа го кажуваат. Ние колку повеќе чекаме и да имаме дебата во јавноста, што значи Европската Унија. Европската Унија може само кога граѓаните ќе се видат бенефитите, ќе го видат во локалниот сервис за ментално здравје, за жртви на насилство, за социјална заштита, кога ќе го, како што кажав, нели патишта, кога ќе го видат во својата заедница, тогаш може да веруваат. Инаку вака некако како пластично зборуваме само наративи, а тоа е се уште далеко, може да биде реалност, меѓутоа навистина ни треба, па можам да кажам и политичка волја и некаков државнички однос на она што значи нашата држава, како ние се однесуваме без разлика која политичка партија е на власт сега или во иднина. Значи, треба една тотално различна призма, која што не сме ја гледале често, меѓутоа јас верувам дека може да спомнеме сили и заедно да се движиме. Комплексна е навистина темата, требаше и професорот Илија Ацевски да го вклучиме од докрит, ама имаше една мала незгода со мобилниот телефон и не успеавме да се искомуницираме, но секако се надевам ќе се слушнеме со него во следна прилика. Виктор Митевски Змај, Елизабета Божиновска Хира, ви благодарам за, нека биде ова наш придонес, па да притиснеме малку да го видиме барем овој документ за демографија, што побрзо. И повеќе дискусии и дебати во општеството за оваа тема, затоа што е многу важно да биде афирмирана. Ви благодарам уште еднаш. Благодариме. Почитувани анализа заврши, ви благодарам за вниманието, од мене пријатно.